потенциравте дека имате проблем со кадровските решенија, имате проблем со бројот на вработени во центрите за социјална работа. Дали тие ќе имаат капацитет една ваква обемна реформа да ја спроведат? Како ќе сесно или во од ќе ги решавате работите? Имате ли план Б, што ако се појават проблеми при имплементација на сите тие закони? Многу новини ќе има. Ние тоа го најавивме како проблем, но пред година и пол. Ние не спиеме година и пол, работиме. Значи центрите за социјална работа еве во Струмица сме, може да кажеме дека се екипираат. И тоа како? Се вработија стручни кадри кои што се точно од профилот социјален работник, правник, оние профили кои што се потребни на еден систем, педагог, психолог и така натаму. Што значи дека ние веќе си ги екипираме центрите за социјална работа, електронските системи се адаптираа, центрите во меѓувреме, иако законот не е изгласан, тие прават подготовки, правеа увиди, правеа ревизија и сето тоа е подготвено за да ние имаме што помалку предизвици при имплементација. Нема систем што совршено одеднаш почнал да работи без проблем, но најважно е дека првата исплата треба да се случи и после тоа ќе гледаме дали имаме некакви потреби од адаптација или не, но ние сме спремни да многу брзо по донесувањето на законите исплатата почне кон граѓаните. Развојот на услуги е втората компонента во социјалната реформа и тоа ќе значи посебна посветеност на Министерството, локалните самоуправи, центрите за развој на овие услуги. Но ние обезбедивме и пари за тоа, да секоја општина заедно со граѓанските организации на локално ниво аплицира во Министерството за труд, ако има потреба од одредена услуга, а многу услуги се потребни на локално ниво за граѓаните, да аплицираат, да ние ги поддржиме и тоа е веќе етапно и тоа е развојна фаза која што ќе трае уште многу години за да речеме да, Македонија има сеопфатна социјална заштита.